Цените на становите растат со брзина на светлината, а одговорноста се уште не се детектира. Невисоката цена за метар квадратен последниве месеци достигна до 3000 евра. Граѓаните реагираат дека цените на становите се превисоки за македонскиот стандард. Дел од нив се одлучиле да живеат и во други градови заради цените на становите. Цените не вреди, ама тоа е. И јас го седов 900 евра, сега е 1300-400 квадрат. Имаме сознание од Штип, од Гевгелија, од Велес. Тамо се движи некаде од 1100 до 1200 и 300 и тоа нови згради, супер опремени. Овде кај нас веќе ова стана баснословно, неприфатливо. Па превисоко е цената према нашиот стандард. Превисока цена. Не ова, не знам кој град. Добро сега, главен град ние, ама 1000 евра е многу. И не знам зошто младите, ај ние веќе сме години. Мојот син си се оцеле, отиде во Гевгелија. Во Гевгелија, другиот живее во Штип. И што им фали? И поевтино, мислам, квадратура и подобро опремени станови, поквалитетни, и се уште со живеат гаранција. по-колективно. Тука ние сме собрани од цела Македонија. Па од друга страна па и поскапуваат, нели, тие материјалите, бетонот, цементот, ова, па и тие што градат, па и они скапо име. Материјалите се исти Да. за цела Македонија, освен комуналното што е. Да, комуналните Комуналното е, у другите градове е помало, тука е најголема ставка комуналното. Не може комуналното да биде 1500 евра. Официјалните податоци и статистики говорат дека највисоки цени за станови се всушност становите во општина Центар, аеродром Карпош. Од околу 1200 до 1500 евра се движи цената за квадрат, што се однесува за купопродажбите на територија на Македонија. Во третиот квартал се реализирани околу 6130 купопродажби. Анализата на Народна банка покажува дека во септември, според одобрените кредити на физички лица, стамбените кредити се едни од најбараните. На месечна основа тие се зголемени за 1,6%, а годишен раст на подигнати кредити за купување на стан изнесува 16%. Според председателот на Гранковиот синдикат за градежништво Иван Пешевски, државните органи одамна требало да излезат на терен и да се дојде да одговорат на прашањето како еден квадрат чини и до 3000 евра. Ако во ниско и високо градба веќе во секторот градежништво индустријата за градежни материјали платата достигне и до 700 евра, ќе видиме дека треба 3 месеци тој работник само да ја штеди платата, ништо да не јаде за да може да купи еден квадрат стан. Залудно е да разговараме дека луѓето, работниците од било кој сектор, оние што живеат од плата и што не работат на црно, може да си дозволат еден квадрат стан, а камоли 50 или 100 квадрати стан. Тоа одамна требаше да го вклучи алармот и црвеното сијаличе да излезе на терен државниот апарат, да излезат обвинители, да се види како е дојдено до цена 3000 евра квадрат. Во период од јули до септември се регистрирани 845 нови изградени станови. Во меѓувреме, првиот потек за намалување на цената на становите го повлече владата, која најави изградба на државни станови кои ќе се продаваат по ефтина цена, а ќе бидат директна конкуренција на градежниот сектор. Според гувернерот Славевски, проценката е дека околу 50% од новопродадените станови се купуваат на кредит, другите 50% во готовина. Народната банка најави олеснителни мерки. Ке се олеснат условите за оние кои што по прв пат купуваат стан за живење, а значително ќе ги затегнеме критериумите во соработка со банките. За купување на стан, односно инвестиција, за купување на стан кој нема да служи за живење. Ова што се случува на пазарот на станови, посебно во неколку градови, особено во Скопје, ги става во многу незавидна ситуација младите луѓе. Од ова енергно зголемување на становите, најмногу профитираа граѓаните кои продаваа половни и стари станови. Информациите од терен велат дека со скромно реновирање на таквиот стан, нивната цена достигнуваше како оние кои се продаваат како новоизградени.